Најпредизвикувачка година за ОПСЕ, во чиј фокус ќе биде конфликтот на Украина, е пораката која може да се извлече по денешната седница на постојниот совет на ОПСЕ во Виена, на која беше презентирана програмата на претседавањето на Северна Македонија со неголемата светска регионална безбедносна организација. Министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека како што и пораката и на слоганот на македонското претседавање со ОПСЕ за луѓето се работи, токму луѓето ќе бидат силата што ќе ги води во годината што предстои работата на терен. Тој порача дека руската агресија во Украина ги руши основите и принципите врз кои е базирана организацијата. Османи рече дека Украина е врвен приоритет и тоа е најголемото безбедносно прашање кое се случува во регионот на ОПСЕ и тие се должни да имаат комуникација со Русија, но не по цена на компромис на вредностите и заложбите на организацијата. Прва посета на министерот за надворешни работи Бујар Османи по Виена, каде што и официјално земјава го презеде претседавањето со ОПСЕ, ќе биде Украина. Целта на посетата, која е во духот и на слоганот на македонското претседавање со ОПСЕ, е министерот Османи на терен да се запознае со проблемите на луѓето и предизвиците од конфликтот на војната меѓу Украина и Русија. Генералниот секретар на ОПСЕ Хелга Шмид порача дека ова се многу тешки времиња за организацијата и можеби најтешката година во нејзината историја, бидејќи една земја членка како Русија ги прекршила принципите на ОПСЕ. Според неа најважно е да нема компромис со принципите на организацијата, иако сите одлуки се носат со консензус, пронајдено е креативно решение со кое преку нов финансиски модел може да и се помогне на Украина и мисијата на ОПСЕ во Киев и работи на терен. But one thing we cannot allow, and this we have not done that last year, is if one participating state asks for the support of others and of the Secretariat, of the tools we have, of the instruments we have, and that's the Secretariat, that's the institutions, and that's the field missions, it should be provided. And I think at the end of this year, and this is my point, I was very happy to see that we managed to do that. Регионалната нестабилност и потенцијалот за нови конфликти ќе бараат континуирано внимание, рече Османи, кој се осврна и на ситуацијата на северот во Косово. Секако дека може да придонесува директно во намалување на тензиите, но се разбира и да биде поддршка на другите организации кои што се директно вклучени во посредувањето помеѓу Косово и Србија, и затоа ние го поздравивме ја поздравивме деескалацијата која што се случи под посредство на Европската Унија, го охрабруваме диалогот меѓу Косово и Србија, кој што е под покровителство на Европската Унија. Османи не ја исклучи можноста од зголемување на тензиите кои имаат потенцијал за ескалација и затоа е важно, како што рече, да се работи и да се мотивира регионот на Западен Балкан да продолжи на патот кон европска интеграција. Во својство на преседавач со ОПСЕ, Османи во своето обраќање ја представи намерата да ја покани Финска да се приклучи на форматот тројка на ОПСЕ, која треба да преседава со организацијата во 2025 година. Во форматот тројка и претходниот преседавач со ОПСЕ Полска. Османи не ја исклучи можноста Северна Македонија да продолжи наредната година да преседава, бидејќи кандидатурата на Естонија не била прифатена.